На денешната седница за советнички прашања, помеѓу другите прашања ќе поставиме и прашање за панорамското тркало, кое што оригинално требаше да чини околу 18 милиони евра. Прашањата се во која фаза е изградбата, колку чини до сега изградбата и од каде се обезбедени финансиските средства. Од информациите кои што до сега не беа достапни, најголем дел од финансиските средства се обезбедуваат од централниот буџет, како и од донации од независни регулаторни тела, како на пример Агенцијата за електронски комуникации. Затоа прашањето на панорамското тркало е нужно поврзано со прашањето на централниот буџет. Централниот буџет, буџетот на владата, во моментот е актуелна тема во собранието. И од тој ребаланс денеска разбираме дека средствата финансиски наменети за буџетот на Министерството за здравство се намалуваат за 9,4 милиони евра. За Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој се намалуваат за 15 милиони евра. Се намалуваат трошоците за железничката инфраструктура за над 21 милиони евра. И многу други примери. Вкупно, трошоците во централниот буџет за капитални проекти се намалуваат за 45 милиони евра. Од друга страна, во Скопје се гради панорамското тркало со пари од централниот буџет. СДСМ и опозицијата бараат веднаш да запре изградбата на панорамското тркало. И овие средства, кога веќе се добиваат од државата, да се пренаменат за гасификација на Скопје или пак за изградба на подземната сообраќајница.